Да зборуваме за култура во продолжение, ќе имаме едно инспиративно музичко утро следниве 15 на минути. Наш гостин е магистар Светлана Димитриевска, раководителка на оделот за пијано при Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј во Скопје. Две теми ќе имаме кои што ќе ни видат во фокусот со нашата соговорничка. Ќе разговараме за значајниот проект Ехо на Балканот, кој го обединува регионот преку музика и младинска соработка, но и за престижниот избор на најдобар млад пијанист во Македонија, нешто што ќе се организира за прв пат кај нас. Добро утро за нашата соговорничка и за нашата гостинка, која што веќе ни пристигна во студиото. Добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам за поканата и интересот да ги споделам овие теми со вас и со јавноста. Да, ќе имаме зашто навистина да разговараме, бидејќи ни доаѓате од училиште кое што живее со и за инспирацијата. Некако инспирацијата ви е водилка во сето тоа со вашите ученици што го создавате, учите и креирате. Што представува, господја Димитриевска, проектот Ехо на Балканот? Која е неговата главна идеја? Ајде ќе почнеме, кажав, ќе имаме две теми, тоа е Ехо на Балканот, избор на млад пијанист. Што представува овој проект? Ехо на Балканот всушност е проект кој што треба да ги обедини сите оние држави од Западен Балкан преку музиката, со тоа што ќе се представат ученици од 6 земји. Значи по 20 учесници од секоја земја, значи Македонија, Косово, Албанија, Црна Гора, Србија и Босна. И Босна. Да, и учениците ќе се представат со преработки на традиционални народни песни, значи адаптирани на едно по-професионално изведувачко ниво. И Ехо на Балканот е проект всушност под Before Select, тоа е невладина организација, а ние како училиште сме поддржувачи и домаќини на проектот, што е многу значајно за нас. Од нашето училиште ќе настапат две ученички, Тара Мухич, која што и воедно се јавува и како идеен творец, значи она е еден наш креативен ученик и ние сме многу горди на нашите ученици кои што уште од оваа возраст почнуваат да ги развиваат своите идеи, и Лора Мадевска. Сите ученици ќе настапат на пијано. Така. Подготовките, верувам, си течат. Си течат, да, Кога нашите ученички ќе настапат со две композиции, Тара Мухич со Јовано Јованке и Лора Мадевска, зашто си ме мајко родила во аранжман на нашиот колега, еминентен македонски композитор Борис Светиев. Така. Ете, испуштив само на почетокот, бидејќи зборуваме за музика и сигурно видовте и што направија вашите колеги од Филхармонија пред 2 дена во Виена. Да. Ете, чисто да го прекинеме само разговорот за тоа. Јас кажав и кога го погледнавме прилогот на нашата колешка која што е со нив на пат, Тања Грковска, еден фантастичен прилог, еден фантастичен извештај. Кажав дека тоа требаше да биде 2 дена во фокусот на сите медиуми, така требаше вести да отвараме, тоа беше настан за историја и затоа сакам чисто ете и ваш коментар за тоа таму што се случи. Ние како колеги многу се поддржуваме, особено би сакал да упатам и честитки на директорот Мустафа Имери, кој што и наш претходно беше нели наш колега по ово пење, и навистина ние сите многу го поддржуваме и него и нашите колеги од Филхармонија. Сепак сите сме произлезени од повеќето од нив од овој наш музички центар од ДМБ Илија Николовски Луј. Би сакала да им честитам и да им посакам уште многу вакви успеси. Ние затоа што имаме пристап нели до социјалните мрежи и се познаваме меѓу себе, навистина од многу колеги успеав да видам кадри, овации, нешто што не можеше да се види на медиумите, нели сето тоа расположение можев да го видам од повеќе колеги, мислам сите што сме во нашата бранша, и многу се радувам што ете колегите навистина има уникатно доживување да свират во таа сала, што верувам секој би посакал прво само да влезе, а потоа и да а камо ли да настапи, а да. Немаат сите можност држави да настапуваат таму. Да се вратиме на проектот Ехо на Балканот. Кажавме од големо значење целиот овој проект, посебно за учениците. Ќе има вмрежување на ученици од 6 држави од Западен Балкан. Каде е тука улогата на училишниот центар Илија Николовски Луј во овој проект и што значи за вашите ученици да бидат дел од една иницијатива која што ќе биде поддржана од високо дипломатско ниво? Па целиот овој проект е поддржан од Рајко. Како што милуваат да го кажат, тоа е еден Еразмус за Балканот.
мислам ги да, и ни гостуваат често пати, навистина одлични проекти. Они поддржуваат проекти кои што се однесуваат на соработката помеѓу државите од Западниот Балкан. И сега ние како училиште исто така би сакала да изразам благодарност до директорот Јован Бицевски, кој што секогаш дава голема поддршка и е многу отворен за соработка и многу е полесно кога ние ги реализираме проектите, кога имаме пред се интерес и поддршка од директорот. Потврдувам дека е одличен за соработка, така и ние стапивме во контакт и навистина, ако се сите институции на тој начин отворени и го гледаат интересот што треба да се пренесе на граѓаните, би било супер. Да, и затоа имаме многу и активности и изминатиот и периодот што следи, мислам, кога има соработка се е полесно. И ние сме домакини, тоа всушност значи еден прв проект проект од Рајко, каде што нашето училиште е вклучено како домакин и поддржувач. Тоа значи дека ние овие ученици гости кои што кои ќе дојдат на 14 ноември, си одат на 17 ноември, ќе ги отвориме, ќе бидат пречекани од директорот наш, ќе бидат угостени во нашето училиште, значи ќе бидат оставени просториите, ќе им бидат достапни за вежбање, за расвирување. Јас сум повикана за како музички координатор, сепак да можам да ги водам низ целиот тој процес тие ученици гости и да им помогнам околу проба, околу преслушување, се што треба околу подготовките за настапот, а главниот настап е на 17 декември во Музеот на револуционерната борба од 12 часот. И би ве поканила доколку сте во можност да присуствувате, ќе биде навистина интересно. Ќе биде отворен како е тоа за публиката? Ќе биде отворен за публика, да. Супер. Како музиката може да биде мост меѓу младите уметници од Балканот, да ги поврзе, но и да ги исто така и да ги инспирира за заедничка иднина? Што вели вашето искуство до сега? Па јас имам едно искуство со Еразмус проектот, ние што го работевме пред година и пол со училиштето Вараждин. И можам да кажам дека тие проекти, кога повеќе и од различни средини се мешаат ученици, ги разменуваат своите искуства, своите достигнувања, толку позитивно влијае не само на учениците, секако и на педагозите и на севкупното образование, затоа што ние се инспирираме едни од други, можеме да сватиме до каде сме, колку можеме, кои ни се слаби, кои ни се јаки страни. Зборувам за една таква соработка кога може и компаративно да се погледнеме кој до каде и да се инспирираме. Овој проект конкретно е, да кажам, од големо значење затоа што ќе се слушнат различни од мелост, интерпретација и децата имаат простор, они ќе бидат сместени во хотел, ќе се дружат, навистина да ги прошират своите граници на другарување, затоа што често пати се свири и камерна музика на тие Еразмус проекти и тоа се пријателства кои што долго траат. И кога некој прв пат ќе го видиш и после знаеш дека треба за неколку дена да настапуваш, тоа е еден посебен флуид што се создава меѓу две личности што треба заедно да излезат на сцена. Мислам, од повеќе аспекти се покажало дека навистина музиката не познава граници, да. Да, убава балканска музика од 6 земји од Западен Балкан, ехо на Балканот, Музеот на македонската револуционерна борба е локацијата каде што ќе се одржи тој концерт. Се враќам уште еднаш на тоа прашање за да ја заокружиме оваа тема. Што може јавноста да очекува, кои млади таленти сигурно имаме многу, меѓутоа колку отприлика млади таленти ќе настапат и да потсетиме во колку часот беше концертот, дали е слободен, дали некаде треба да се резервира билет? Во 12 млади пианисти, во 12 часот. Се во знакот на 12, во 12 добро. Да, во Музеот на револуционерната борба. Влезот е слободен, јас се уште немам, ако имаат голем интерес, па ако треба да се резервира карта, тоа ќе биде сигурно објавено, меѓутоа влезот е слободен, поканати се сите кои што можат да присуствуваат. Од нашето училиште две ученички, тоа се Тара Мухич и Лора Мадевска, во датумот е на 17, а доаѓаат на 14, меѓутоа датумот на концертот е на 17, да. Одиме на тема млад пианист на годината. За прв пат ќе се избира млад пианист на годината во Македонија. Колку е значаен овој момент за нашата пианистичка сцена? Значи, овој надпревар го организираме јас и Ема Попивода, значи директор на културно-информативниот центар во Тирана. И
прв пат лани го организиравме надпреварот Piano Key International Piano Competition и од оваа година воведуваме нешто ново, односно млад пианист на годината. Ние бевме инспирирани од тоа, нели, избор на жена на годината, маж на годината, нели, има такви избори и во еден момент си рековме, па ние никогаш не сме имале млад пианист на годината. Во еден момент си рековме, ајде малку култура во општество. Да, тоа беше поттикот, да. И мислам дека ова е од големо значење за младите пианисти, затоа што кај нас сепак во фокусот на интересот е пијаното како инструмент. Мислам, секогаш има голем интерес и мислам дека ова би било многу мотивацијски и за овие генерации и за идните, особено што ќе биде во 3 категории, значи ќе има родени 2015 помлади, 2010 до 2014 и од 2007 до 2013, значи сепак даваме простор за сите, сепак најголема тежина можеби ќе има и највозрастниот, меѓутоа и тоа не мора да значи, некогаш стварно има многу способни деца, а особено мислам дека голем поттик за сите оние што ќе се пријават, затоа што има, нели, одредени критериуми кои што ќе се вреднуваат. Кои се ете ти, ајде да кажеме, кои се критериумите што ќе ги одредат најдобрите млади пианисти и каква улога има вашиот оддел во подготовката на целиот овој надпревар? Па одделот конкретно има долгорочно улога затоа што ние имаме програма што ја спроведуваме, критериуми, концерти, концертна активности, ние всушност ги спремаме нашите ученици за, нели, за концертна активност секогаш. Меѓутоа критериумите се бодување на оние активности кои што ги имале децата, односно ајде да речеме учениците до изминатата година, полурецитал, рецитал, настапи од државни, меѓународни надпревари, потоа настап со камерен оркестар, со филхармонија, значи повеќе критериуми кои што се вреднуваат и би сакала комисијата да ја кажам. Симон Трпчевски, мислам дека ова е една голема мотивација за нашите ученици кога еден од членовите на комисијата е Симон Трпчевски. Елена Атанасовска, она е раководител на одделот по пијано на Факултетот за музичка уметност во Скопје и Катерина Ќетковиќ Фидановска, моја колешка, вработена кај нас со извонредни педагошки достигнувања и наградувана од страна на град Скопје. Супер, одлично. Како ги охрабрувате младите пианисти да се надпреваруваат на меѓународна сцена, но да ја задржат својата уметничка автентичност? Конкретно ние сакаме мотивацијски да влијаеме, да не бидеме ограничени, да речем, со малку награди и повеќе сме фокусирани во тој поглед да и така ни се поделени дисциплините, значи да можат сите да се пронајдат во нешто, особено помалите децата. Најбитно за помалите деца е мотивацијата и да они да почувствуваат дека нивниот труд се вреднува. Затоа што надпреварите, мислам, како надпревари, како еден вид на настан, нели, не секогаш се релевантен ниту фактор, ниту показател дека некој навистина вреди, односно ако не е некој доволно вреднуван, не треба да се поистоветува со резултатите од надпреварот, особено за тие големи светски надпревари каде што и други параметри влијаат. Значи и со тоа треба многу внимателно. Така. При крајот разговорот што би им порачале на младите музичари кои својата иднина ја гледаат токму зад пијаното, сонот што станува музика, некако звукот на пијаното секогаш е актуелен. Па да, и некако ја поврзувам секогаш го поврзувам со оваа реченица сонот што станува музика. Кога ќе го слушнам ова на пијано ме асоцира некако. Па најбитна е истреност, волја и да не дозволуваме никогаш разочарувањето да не надвладе. Нели ние со тие сценски настапи, тие се многу деликатни. Некогаш ќе се вежба многу еден тон, ако се лизне може да се демотивираме, значи силна волја, работа, на семинари, многу контакти со различни професори кои колку е во можност и вежбање. Така. И за крај секако двете теми најважни ги отворивме, но она што е ваша главна улога кога зборуваме за професијата е педагогија. Вие сте педагог, работите со млади луѓе, со млади таленти во една малку специфична средина, кога ќе кажам специфична, мислам позитивно, односно наменски. Таму се работи на музика, се работи на балет, се работи на уметност. Како стоиме со млади таленти? Така сакам да го завршиме интервјуто. Ги имаме ли? Кои се нивните размислувања
после завршувањето на средното училиште, дали разговараат со вас како педагог отворено, дали иднината си ја гледаат и тука дома, бидејќи имаме многу креативни млади деца, имаме и во вашиот оддел сигурно. Што велате? Има навистина многу музикални, креативни деца. Исто би сакала еве да споделам тука дека ние во музичко имаме прекрасни ученици. Значи тоа се толку вредни, паметни, мислам, што нас не инспирираат. Сега иднината, еве да зборувам, да се задржам само на учениците од средно училиште. Тие што се, да кажам, што испливале на површината, не можам да кажам најдобрите, меѓутоа ете во текот на тој циклус од образованието, најчесто одат надвор. И ова е еден тренд кој трае веќе 5 години. Дали ќе се вратат или нема да се вратат, не знам. Тоа што треба ние да го подобриме, еве за да можеме да ги привлечеме па и тие од основен оддел, затоа што стварно има многу талентирани деца, меѓутоа има и друг проблем што од многу активности не можат да се посветат. Сега, за да можеме ние да ги задржиме и да ги привлечеме тие деца, што секогаш има деца што се талентирани, а се двоумат, треба да размислуваме во насока на осовременување на програмите како во средното музичко училиште и во основното, а секако, мислам дека и на факултетот. Мислам, комплетно тој музички образовен систем може би треба да биде посовремен, за да можеме и да ги задржуваме младите, и да ги привлекуваме и да интересот да им го држиме буден. Така. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Јас никогаш нема да заборавам, еднаш бевме на линковско вклучување во вашиот круг таму кај филхармонијата околу 8 часот наутро и кога почнаа сите страни да се слуша пијано, виолина, саксофон, навистина е убаво уживање и да се работи. Јас се надевам дека ќе се спречи одливот и дека државата посериозно ќе се посвети на градење на стратегија за овие наши млади, идни и навистина квалитетни музичари. Тоа го докажа нашата филхармонија предвадена. Како чекориме во овој свет, затоа треба уште погласно да зборуваме за тоа. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро.